Убав интересен датум, 5.5. Ви велам добро вечер и оваа вечер од студиото на Алфа во политичкиот магазин Што не е јасно. Јас сум Саша Димовски и овој вторник во наредните 45 минути ќе зборуваме за една од темите, односно за проблемите во Министерството за внатрешни работи пред нивниот празник, тоа е 7 мај, денот на полицијата. Ако пред првомајските празници зборувавме за силата на синдикатите, за работничките права и за тоа што се треба да се направи во 364 дена од годината, а во еден од деновите како 1 мај да се слави, денеска зборуваме за една нова иницијатива која дојде токму во пресред на првомајските празници. Во рамки на полицијата е формиран трет синдикат. Овој пат со надеж дека дел од проблемите за кои се говори подолго време во полицијата ќе се најде начин да се решат, дали преку потпишување на разни договори, дали преку издействување на правата кои ги гарантираат колективните договори и другите акти и подзаконски прописи кои се во рамки на Министерството. Верувам дека ќе го задржиме вашето внимание, бидејќи во земјава се уште има ентузијасти, според мене, кои во форма на синдикат се обидуваат да ги решат проблемите во една од институциите, која по дефолт е задолжена да ги решава проблемите на другите граѓани, да го чува јавниот ред и мир, а во периодов, да го чува и целиот град, целиот народ, целата држава во рамки на пандемијата со која се соочуваме. Деноиве бевме сведоци на разни приказни кои отвораат и различни проблеми во Министерството за внатрешни работи. Например, имавме ситуација на полицаец кој тврди дека од Скопје пешачи до Команово за да стигне до работа, бидејќи нема меѓуградски превоз. Или имавме ситуацијата вчера кога се преврте хеликоптер на аеродромот, каде што се уште немаме информации дали станува збор за грешка, за неисправност на леталото или ветерот е единствената причина до која дојде до овој инцидент. Меѓутоа, тоа не се само сите проблеми за кои можеме да слушнеме. Вечерва, мој гостин е Орце Коцевски, председател на Синдикатот на полицијата во Македонија, ново формиран синдикат. Споменав дека пред 1 мај ние зборувавме овде токму за работничките права. Ова е формиран синдикат пред неколку дена. Кажете ми ги деталите кога се формиравте и зошто се формиравте. Тоа е третиот синдикат во рамки на полицијата. Најпрвен добро вечер. Поздрав до вашите гледачи, поздрав до вработените во полицијата. Сакам да го изразам моето големо задоволство и да ги известам пред се вработените во полицијата дека во рамките на Министерството за внатрешни работи веќе од 24 април официјално почна со работа синдикат на полицијата во Македонија, каде што председател сум стриктно јас. Истиот е трет синдикат официјално во Министерството за внатрешни работи. Така да, како што кажавте на почетокот, пред се благодарам и за поканата. Чест ми е што баш од тук од оваа ваша телевизија и од ваша емисија ќе пратиме силна јака порака и ќе кажеме за почетоците за целите на синдикатот нашиот. Некако мојата интуиција или моето сваќање за синдикалната работа, бидејќи јас бев дел од еден синдикат кој се формираше во нашата фела пред повеќе години. Првата година ја потрошивме на многу административни процедури, значи се работеше со ентузијазам. Вие претходно бевте дел од еден од синдикатите во полицијата. Зошто се одлучивте на нов синдикат? Па вака сега, значи овој дел на прашањето не можам да го кажам дека сега во блиска иднина, значи може да се навратиме неколку години порано. Значи кога инертноста на синдикатот во полето на подобрување на работничките права и обврски пред 2016 година доведе до создавање, како да кажем, на големо незадоволство во рамките на вработените во рамките на полицијата и од тие причини тогаш во рамките на полицијата се оформи тој нов синдикат, тогаш нов синдикат во 2016 година месец март, каде што на сите вработени во министерството не вуеше на нова сила, една нова енергија во полето на синдикализмот, каде што сите искрено на многумина од нас меѓу другото и мене ни беше прв пат да се соочиме со зборот синдикат. Сите сметавме дека тој ќе биде еден енергичен, репрезентативен синдикат во рамките на МВР. Многумина од тогашните меѓу кои јас се зачленивме и ја поддржавме новата надпартиска синдикална структура без, можам да кажам, без ниту еден грам сомнеш.
Но дали се постава прашањето дали навистина беше надпартиска, нели? Не сакам за ова искрено повеќе да говорам затоа што се уште е почеток, нели, на создавањето на овој мој синдикат и не сакам да идам едноставно погрешно разбран, но вработените во полицијата и председателите на синдикалните организации и подружници на останатиот синдикат ќе проценат дали е тоа навистина така и дали едноставно ја зговорам моментално вистината и дали не. Ајде да одиме, нели, зошто потребата? Вие се формирате сега, пред вас престои она организациона структура, кој ви е планот, како планирате да се развивате, кое е потребното членство, односно на кое членство вие потенцијално гледате како потпора во рамки на полицијата, а понатаму ќе зборуваме кои ви се главните цели за кои се формирате, а секако неверојатно незадоволни од тоа што го работат двата претходни синдикати во рамки на МВР. Јасно, па вака видите, станува збор искрено за релативно многу млад синдикат. Со многу големо задоволство можам да кажам дека позади мене стојат неколку луѓе каде што беа исто така истакнати борци за правата на вработените во рамките на Министерството на внатрешни работи, поранешни председатели на синдикални организации и подружници. Мене тоа ми представува многу голема чест затоа што искрено можеби ја видоа надежта и целта на таа некоја нова, може да кажам, трета сила, како да наречам, не знам, во рамките на синдикализмот. Искрено можам да кажам дека секој пат не оди така многу лесно едноставно како што нели наликува тоа согласно закон да се работи, затоа што нас ни требаше неколку месеци да не впишат во центарот во регистарот за синдикати во Министерството за труд и социјална политика. Најверојатно причината е ова вонредна состојба што нели ние на тоа никако немаме забелешка. Јас сметам дека во наредниот период треба да со раководството на Министерството за внатрешни работи треба да направиме и веќе поднесено барањето за официјална нели средба со министрот и со дополнителниот министер. Потоа најверојатно, мислам, прв чекор што треба да го направиме е потпишување на спогодбата, нели, за задршка на чланарината на нашите колеги, за да може синдикатот да има нели средства од каде што ќе ги црпи за понатамошно негово работење. Па понатаму здравје во текот на разговорот ќе се кажеме нели за целите например за синдикатот. Кога ги спомнувате целите, веќе во вашиот, ајде да го кажеме, проглас до колегите во полицијата, давате повеќе точки во кои наведувате што би биле приоритети. Имате 5-6 приоритети. Јас би сакал да тргнеме еден по еден, ако е можно, и да видиме што од тоа е сегашна ситуација, што е реалност, а што очекувате да промените. Значи, нормално синдикатот покрај тие синдикални обврски кои ги има, мора да зацрта што ќе работите. Вие имате неколку точки во вашиот статут, во програмата. Додиме една по една на главните поенти. Па вака, основните цели на синдикатот е борбата за подобрување на правата на вработените. Подобар стандард, подобри услови за работа, да не ги набројуваме, има многу голем. Една од точките согласно моето искуство веќе во полицијата, а веќе, како да кажам, веќе може да кажам дека имам повеќе од 20 години работно искуство. Јас како иден председател на синдикатот на полиција во Македонија, сметам дека како првата точка што треба да се бори и да застане синдикатот, а тоа е борбата со непрофесионализмот во полицијата. Сега како новинар нормално или како јавност ќе се запрашате, значи што значува тоа. Јас сметам дека веќе е време во Министерството за внатрешни работи да завладеат професионалците. Затоа што кои за среќа се уште мислам дека ги има во многу доволен број и истите заради нивното професионално работење секојдневно се соочуваат со разни видови на вознемирување на работно место, така во јавноста наречено како мобинг, само заради тоа што истите како професионалци не сакаат да сторат одредени дела неказниви,
што ќе бидат наредени од страна на надредените. Јас сметам дека ова време мора да помине. На чело на Министерството на внатрешни работи, на тие раководни началнички позиции да дојдат професионалци и еднаш конечно веќе луѓето да не се мерат дали се членови на таа или на друга било која политичка определба, значи мора во иднина да се направи дали ќе биде тоа наредната влада, дали ќе биде идниот министер, дали ќе биде овој министер, значи тоа не е битно, значи мора со Министерството на внатрешни работи да завладеат и да дојдат на раководни позиции професионалци. Бидејќи од 2016 спомнавте дека бевте член од вториот синдикат во полицијата, верувам дека за ова прашање сте разговарале и досега за професионализмот. На што се должи тоа, на навлегување на политиката во полицијата, на личната несигурност? Што е проблемот да најдеме професионалци кои застануваат во полицијата, или ајде да бидеме уште погруби, дали политиката е основниот услов за напредување на тие високи позиции кои раководат со полицијата? Па видете, ние немаме проблем за да најдеме професионалци. Тие ги има во рамките на Министерството на внатрешни работи и постојат секојдневно. Јас патам голема порака до нив, мислам да не подкрепнуваат на сите овие работи што ги кажав претходно, значи од страна на незаконитите наредби што им секојдневно веќе им ги даваат нели надредените со намера да завршат некоја против законска некоја наредба, каде што утре нема да бидат криви нели нивните надредени, ќе бидат криви лично они. Го гледате секојдневно ова со поднесување на кривични пријави против и гледате кој одговара, никош не одговарал некој шеф или некој надреден, одговарале секогаш работниците. Така да ние не можеме да ги бараме, ние ги имаме професионалците. Јас сметам дека со добра, уредна и квалитетна стратегија, ако е потребно, нека земат, ако треба и ние ќе учествуваме како синдикат, зошто и да не го учествуваме. Значи може да земе некоја пракса од друга некоја европска држава, било која, не е битно, каде што ако може да функционира правото, професионалците на преден степен. Ние гледаме на филмовите што се случува, како слобода во нивното работење имаат секојдневно нели вработените во полицијата. Значи ние мислиме дека во Министерството за внатрешни работи потребни се реформи. За нив не треба нешто многу, потребно е пред се волја. Ако има волја, јас мислам дека овој проблем ќе се реши и со доаѓањето на професионалците во редот во рамките на Министерството на внатрешни работи. Значи јас да не бидам погрешно сватен или сега и пред јавност и пред колегите, значи не викам дека сега дека веќе не постојат професионалци. Постојат и тоа е факт, но да ги направиме да не бидат 20%, да бидат 100%. Зошто да не бидат комплет сите? Значи критериумот нели на бирањето нели на раководните позиции мора малце да се како да кажам да се измени. Затоа што ако доаѓа некој раководител во одредена раководна позиција, значи он мора претходно да има искуство во таа област. Година, 2, 3, значи не може да дојде начелник на пример во некоја било која организацијска единица и да раководи со таа единица со 50, со 100 луѓе, со 20, небитно со колку, ако при тоа немало искуство, он не знае, значи он не може од тој ден кој ќе остават нели на раководна позиција да го учи тоа, значи тоа нема no sense се вика тоа. Една од точките која ја наведувате во вашата програма, тоа е пресметката со неистомисленици, без оглед тоа дали е по политичка основа, дали е по синдикална, дали е по друг основ. Кажете ми, во периодов од ова што вие сега очекувате веројатно да го соберете како членство, има ли бројка на луѓе кои ние знаеме дека при промена на министерот во министерството, значи на почетокот на годината имаше десетици решенија кои беа за распределба, па дел беа вратени, дел не беа вратени. Каква е ситуацијата во тој дел? Дали дел од колегите кои не беа вратени или не беа усвоени нивните приговори на решенијата кои ги поднесоа бараат синдикална поддршка? Па видете, значи имам големо искуство околу таа работа, значи дел каде што ни требаше да се укаже на колегите правна помош заедно со адвокатите кои фигурираа во тој момент ми беше дадена таа адвокатска нели помош. Значи каде е проблемот? Па не знам како да кажам каде е проблемот.
Се праќаат ли луѓето еве во ваква ситуација, ајде да речеме намерно надвор од местата кои живеат? Јас сметам дека и дали тука судот помогна или внатрешната контрола, односно оние кои одлучуваа по жалбите на тие решенија, дали беа прифатени аргументите на едната или на другата страна, колку од тие решенија реално беа поништени и вратени на работа? Јас во идеал на разговорот сметам дека секогаш со доаѓањето на нови раководни позиции со промена на власта, значи што ми да промена на власта, нормално е дека треба политичката фигура е министерот. И тоа е окей, ништо тоа не е спорно. Сметам дека со доаѓањето на министерот, на нов министер, не било кој. Сметам дека во најголем број на раководните позиции не сме да се менјаваат и да дојдат до такво тектонски пореметувања во рамките на организацијските единици моментално затоа што Министерството на внатрешни работи е такво осетливо место, министерство каде што со мало како да кажам поместување на раководни позиции, значи целиот процес се менува. Значи не знам дали ќе биде јасно на јавноста, на колегите верувам дека им е јасно, затоа што со менјавање на еден раководител во рамките на организацијска единица, тоа моментално како пракса подразбира дека сите под него подредени по дефолт, за жал таква е праксата, они ги менјаваат. Јас сметам дека мора да дојде време, период, таа пракса веќе да се измени и што е по примерот на западните земји, колку е можно помалку да има такви преместувања, распоредувања, затоа што верувајте дека нема подобро тоа пак ќе кажам, нема поборо тоа работникот кој што работи да дојде на работа, а да биде задоволен. За жал, при секојдневните разговори со вработените, со работниците, со колегите, веќе е реткост да седите и да разговарате со некој каде што некој е задоволен од работата, како да кажем. Зошто? Затоа што се почести се случаите каде што тој работник, како да кажам, е вознемируван, оправдано или неоправдано, значи тука не навлегувам, од страна на раководителите. Значи ние мораме да сватиме, односно раководителите да сватат дека тие се поставени на функцијата раководители за да менаџираат со организацијските единици, за да донесат подобрување на меѓучовечките односи, да придонесат за другарувањето помеѓу, затоа што организацијската единица е едноставно фамилија како да кажам во Министерството на внатрешни работи, а не се моментално како што некои сметаат дека за пресметка со неистомислениците, за пресметка со професионалците, за пресметка за тие што за работници што нема да како да кажам да прифатат извршување на некоја незаконска наредба каде што утре со доаѓањето на некоја нова гарнитура може ќе се соочат со кривична пријава затоа што верувате свеста кај сите работници е на високо ниво и никој не сака да прифати таква неодговорна работа, односно незаконната наредба каде што после извесно време, години или било како ќе има последици, односно против него не дај Боже да има поднесено кривична пријава до основното јавно обвинителство. Поради честите прераспредувања, поради честите кратење на плата и разни додатоци, судовите се оптоварени со илјадници тужби поднесени од против Министерството за внатрешни работи. Дел се жалат и на отказите. Значи, мојата информација од она што го работат граѓанските судови кажува дека навистина е сериозно голем делот, иако дел од тие средства оправдано може да се решат и во самото министерство, бидејќи се знае колку часа работеле, колку е прековремено, бидејќи дел од полицајците тужат токму за неисплатена прековремена работа и слични додатоци. Колку судовите излегуваат во пресред на ова, се зборувам од досегашната пракса која сте имале и имали сето тоа смисла? Значи, илјадници полицајци го тужат самото министерство, постапка која може да се реши на начин многу полесен, без да се оптоваруваат судовите, без да се прават трошоци за адвокати и други работи кои постапката ги наложува. Така, јасно. Значи, за ова постои закон за медиација. Значи, мислам дека колку имам сознание, че во Министерството на внатрешни работи има посебни лица за посредување при работен спор. Искрено не знам колку се практикува тоа во праксата. И иако пак сега неодамно пред неколку месеци знаете дека испадна министерот, мислам ако не се лажам, дека кажа дека колку милиони евра
Министерството за внатрешни работи исплатило на вработени за по основ на тужби. Замислете се, нели, тука, еве да речеме, на пример, за една бонус плата. Мислам, за пофалба е многу голема за тоа што оваа година се дадува решение каде што по тој основ за бонус плата, односно наречена популарно 13-та плата, каде што вработениот над 150 часови му се дава една просечна бонус плата во Републиката, во државата. Праксата е дека во претходните, тоа беше исплатено за 2019 година, во претходните години каде што колегите, нели, поднесуваа, нели, тужби, тоа им е право согласно законот за работни односи. Значи судовите пресудува не можам да кажам 90%, значи 100%, значи ја не памтам некоја тужба да биде на сметка на министерството, нели, добиена. Значи замислете за наместо за една просечна плата да се исплати, да го исплати министерството, тоа испаѓаше во просек по 2 до 2,5 плати кои ќе земеме судските трошкови, трошоците на нотарите, на извршителите и така натаму и така натаму. Ние мораме во иднина да како да кажем, да се договориме како дали помеѓу синдикатите или дали мораме и преку работодавачот во иднина, мораме судските трошкови да ги доведеме до минимум. И морам да кажам една работа што мене како претседател во иднина многу ќе ми смета, време е да ставиме стоп за колективната одговорност во министерството. Време е да ставиме стоп каде што често по грешка на одреден човек, одредена раководител или шеф, Министерството за внатрешни работи плаќа одредена сума, еднорна сума на пари. Значи мора да смениме таа колективна одговорност и во рамките на министерството мора да веќе да воведеме, мислам не да воведеме, едноставно како да кажам да постои индивидуална одговорност. Не може заради грешка на поединци, во конкретно случај еден или двајца луѓе кои што се да кажеме во правната служба, во Министерството за внатрешни работи, Министерството наместо да ги употреби парите за униформи, наместо да ги употреби парите за средства, за било за што, за која намена, значи Министерството да ги плаќа парите за тужби, односно за суди, за извршители, за адвокати и така натаму и така натаму. Ќе го продолжиме разговорот по рекламите во вториот дел. Мој соговорник вечерва е Орце Коцевски, председател на новиот трет поред синдикат на полицијата, кој се формираше неодамна. Зборуваме за тоа што се неговите цели и кои се проблемите во Министерството за внатрешни работи, зошто потребата од трет синдикат. Јасно ви е дека Министерството за внатрешни работи, според бројот и структурата на вработени, е веројатно најголемата државна институција со толкав број на луѓе. Верувам дека тоа што им е зацртано како цел ќе успеат да го реализираат. Застанавме кај делот дали ќе ги разголовиме и другите аспекти на правните работи за она што трошат огромни суми за тужбите. По рекламите се враќаме со следните цели на синдикатот и проблемите во Министерството, а во очи Денот на полицијата 7 мај. Останете со нас, продолжуваме по рекламите. Се враќаме во вториот дел на Што не е јасно. Јас сум Саше Димовски, мој вечерашен гостин е Орце Коцевски од новиот трет поред полициски синдикат, синдикат на полицијата во Македонија, формиран неодамна. Разговаравме за тоа кои се проблемите и последната реченица колку пари троши Министерството за внатрешни работи за исплата само на тужби кои се против Министерството во делот на неисплатени плати, односно во делот за надоместоци кои им следуваат за прековремена работа и другите основи на ова Министерство. Рековме за почитување на индивидуална одговорност, а не колективна, да зборуваме за тоа што се случува и понатаму. Значи, ако овие пари, како што споменавте, Министерството ги намени во други цели, веројатно би можело да се купат униформи, опрема и се што е потребно на полицијата. Ние сме свесни дека минатата година, така ли беше, Министерството се пофали дека купи нови чизми, нова опрема и навистина во еден систем каде што униформата треба да биде ликот на Министерството, што е работна опрема, тоа се представи како голем подвиг што во нормални земји би требало да е рутина. Располага ли полицијата сега со доволна униформа, со доволна опрема, бидејќи де факто во последниве години па и се зголеми многу бројот на полицајци, вклучително и со новите сега кои треба да добијат решенија во
периодов кој следува? Па моментално можам да кажам дека задравте еден многу болен дел на полициските службеници, на работниците на терен. Јас како председател на синдикат на полиција во Македонија морам да кажам дека во иднина стриктно ќе бараме ништо посебно, само директно почитување на правилникот за носење на униформа и за набавки на униформа. И убаво кажавте сега, значи тоа е најнормална работа, а се представува како спектакуларно нешто. Значи мора првен да знае да пренесеме порака до раководството на Министерството на внатрешни работи, до ова, до секое наредно. Значи мора во иднина да се почитува правилникот за носење на униформа и за набавка на униформа. Тоа што предвидува? Тоа е еднаш годишно? Да, сега ќе објасниме. Донесува, значи, многу убав правилник. Што е за поздрав? Значи, правилник за ваучер систем, каде што со текот на времето, значи секој работник да може да порачува одреден секогодишно, мислам, следуваат одреден број на ваучери, каде што работникот ги одлучува за што ќе ги користи, дали за чевли, дали за панталони, дали за чарапи, дали за вртоврски, значи тоа не е битно. Значи мора оваа пракса, што моментално не ја имаме последните неколку години, да прекине. Значи не може од првиот до последниот дел на униформа, на парче на униформа, да минат 3, 4, 5 или повеќе години. Ние знаете дека полициските службеници има одредени делови на униформа, посебно јакните, каде што веќе 10 до 15 години воопшто немаат ни задолжено, значи одредена категорија. Да не зборуваме за новите полициски службеници, каде што се повеќе и повеќе праксата, каде што се задолжуваат од нивните роднини, од пријатели, од колеги кои што веќе заминале у пензија. За жал, тоа е вестината. Значи оваа пракса каде што ќе се набавува униформа, а таа набавка ќе трае со години се додека полициските службеници го добијат и последното парче на облека, значи во иднина мора да престане. Јас сметам дека Министерството на внатрешни работи има капацитети, не се сомневам во тоа, и во иднина мора да проложи набавката униформа да биде се во најбрз можен рок. Јас сметам дека исто така ќе доставиме предлози до министерот. Сметам дека оваа униформа, работна униформа, како да кажам, во рамките на Министерството на внатрешни работи не е, според мене, не е како председател, не е добра, затоа што ако го гледаме примерот на српската полиција, го гледаме примерот на словенската полиција, каде што сум бил таму, сум ги гледал, значи на полицискиот службеник му треба униформа каде што може со истата да трча, да гони криминалци, а нас не ни требаат кошули, например. Значи кошула да, ама кошула ќе носат раководителите, началниците, командирите. За на терен се знаеш на што ни треба. Нас ни треба маичка, чевли, патеки, такви некоја униформа каде што јас не верувам дека тоа не може да се направи во рамките на Министерството на внатрешни работи, така да ево упатувам порака до раководството на Министерството за внатрешни работи, односно за лицата што се во делот на јавните набавки, да размислат оваа понуда. Ја мислам дека е добра. Доста е само да го видат примерот на некои други земји, примерот на Словенија, па нека биде и Германија, не е битно како, да видат какви униформи одат полициските службеници и истото тоа да го пренесат кај нас на нашите полицајци. Кога сме кај униформите, пред очи ми се враќа онаа слика од пред 10 дена, тоа видео кое се појави на социјалните мрежи, каде што 3 полициски возила апсат некој дечко со куче кој излегол пред време или после времето предвидено за шетање на домашни милиници. Дел од нив веројатно немаа униформа или се од службите кои немаат униформи. Меѓутоа тоа го отвора прашањето сега и за одговорноста. Од една страна за нападите на полицајците, од друга страна и за пречекорувањето на полициските овластувања. Може ли како синдикат да ги искоментирате овие две ситуации, како стоите на тој план? Што се случува со примери каде што има напад на овластени службени лица? И во втората ситуација, колку се чести примерите на пречекорување на полициските овластувања? Па вака сега, во односно второто прашање за пречекорувањето на полициските службеници, значи во рамките на Министерството на внатрешни работи постои оддел за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди. Сметам дека одделот најпрофесионално си ја работи работата. Оваа прилика ја користам да ги поздравам како оддел, затоа што јас потекнувам конкретно како вработен од тој оддел. И
сметам дека барем до сега како што ги имам тие сознанија, нели, како нивни вработен, мислам дека сметам дека во скоро во сите случаи каде што барем јас ги знам, одделот во сите постапува законски и конкретно ги утврдува одговорноста дали ја има, дали ја нема кај одредени категорија на полициски службеници. Во делот на првото прашање, ова прашање можам да кажам дека е доста болно прашање, значи напад на полициски службеник. Значи искрено нема нешто поболно кога некој колега вработен во полицијата ќе слушне вест преку вас, преку медиумите или преку социјалните мрежи, не е битно, кога ќе слушне дека бил нападнат полициски службеник. Многу болно прашање, искрено. Но тука има уште една друга болна вистина. За жал, се уште не знам зошто, дали нашето законодавство така предлага, најверојатно нашето законодавство предлага, значи се уште напаѓачите на напад врз полициски службеник се уште остануваат неказнети, односно постапката која што следи за нападот на полициските службеници е редовна постапка, дозволува понатаму сторителот да се извлече, па ќе се влече со години и се понатаму, а сето тоа влие во квалитетното извршување на работните задачи. Замислете, еден полицаец млад сега кога го нападнат, а при тоа он разбере после една година, две дека на напаѓачот ништо не му е, значи замислете веќе вие автоматски го губите како работник, можем да кажем. Во иднина како синдикат ќе поднесеме иницијатива до сите надлежни и релевантни институции, каде што нападот врз полицискиот службеник ќе мора да се преземе мерки во менување како и на кривичниот законник, ако е потребно во законот за кривична постапка, каде што нападот на врз полициски службеник мора по брза постапка во рокот 24 часа, во рокот 48 часа, значи не е битно, значи ќе излезе лицето, мислам, сторителот пред лицето на правдата и експресно ќе биде осуден, односно ослободен доколку нема одговорност. На тој начин, јас сметам дека се уште ќе се врати така образот, нели, на полицискиот службеник, мислам, образот ќе се врати моралот кај полицискиот службеник, волјата за работа и сметам дека повеќе ќе се опуштат полициските службеници, затоа што верувајте, се повеќе полициски службеници не сакаат да ги направат, да ги преземаат до крај полициските службеници, мислам полициските властувања, действијата, затоа што ако ги преземат, знаат што ќе им се случи, нели, понатаму, преставка, па внатрешна контрола, па други народен правобранител и така натаму, значи се сметам дека државата мора да направи мерки, владата конкретно, собранието и било како што, каде што се повеќе полициски службеник ќе биде заштитен, доколку нормално, нели, ќе кажам, доколку истиот постапува согласно правилото и прописите. Ако полициски службеник во конкретниот случај постапува спротивно на правилото и на прописите, тогаш јас се согласувам против него да бидат преземени сите мерки согласно, нели, позитивните законски прописи во државата. Надвор од ова, кога веќе зборуваме за напад на полиција, во Велес имавме еден многу сериозен случај пред одреден период кога беше одземено оружјето и пукано. Кажете ми, имате ли инфо дали таму се процесуираше евентуално тој предмет и каква е состојбата на тој полицаец кој беше повреден во тој инцидент? Значи искрено немам, можам да кажам дека немам докаде. Ја знам дека, нели, најден е сторителот, во тек беа до некаде судските постапки, докаде е искрено не знам. Колегата за среќа е добар, супер е. Се уште е на боледување, но еве го поздравуваме, значи колегата исто од Велес, до вчерашен мој нели, соработник. И од тие причини што ги зборував претходно, сметам дека полицајецот, полицискиот службеник во иднина мора да добие малку поголема храброст. Согласно, значи ние како вработени во полицијата имаме чувство дека што и да направиме, кој потек да го направиме во рамките на полицијата, во многу голем број случаи ќе најдат за одговорни. Значи такво чувство имаат вработените во полицијата, работниците конкретно што директно се на терен. Значи мора да се направи
било што, работни групи тука стои Министерството за внатрешни работи, правниот тим, ја не верувам дека луѓето се супер, каде што мора да се направи во иднина да се ослободи тој притисок што го имаат полициските службеници, а сето тоа ќе влие на вработените во полицијата, односно полициските службеници да си ја работат поквалитетно и посовесно нивната работа. Вашиот, да речем, еден од синдикатите во Министерството за внатрешни работи, тој првиот, пред известен период, излезе со информација дека ќе тужи за неовластено снимање и фотографирање, тргнувајќи токму од оној пример кој го споменав за псењето на момчето со кучето, бидејќи на тој начин, како што вели, им се нарушува угледот на полицајците. Од една страна, делумно може само да е во право, но од друга страна, ако земеме таа фотографија, односно тоа видео кое се појави на социјалните мрежи, па ги покажа слабостите на полицајците, вклучувајќи дека немале заштитна опрема, и се доаѓаме до прашањето дали тие имале свесно не ја носеле или немале, дел од тоа го утврди внатрешната контрола, што значи јавноста би требало да биде сојузник и во едната и во другата ситуација. И кога имаме апсење кое треба да биде гарант по правила и прописи, меѓутоа и кога имаме ваква ситуација, нели, кога полицајците можеби несвесно или свесно употребиле преголема сила, не знам, употребиле 3 возила за едно лице или не носеле маски. Колку јавноста може да ви помогне, ве велите, полицајците се под притисок, меѓутоа каде може да најдеме баланс помеѓу притисокот, односно јавниот интерес и професионализацијата и постапувањето по правила на служба? Значи, верувате, во овој период, во овој модерен период, нели, каде што секој има добар мобилен телефон, добра камера на телефонот, исто така е многу тешко за работа на полициските службеници, затоа што сега го кажавте дека што не знаете при работата при полициското постапување дали некој ве снима, дали не снима, како ќе се постапи тоа, како јавноста ќе влие, мислам, на јавното мислење, така натаму и така натаму. Јас мислам дека тука фалат одредени измени и дополнувања во законот, во надлежниот закон, затоа што не може за некои работи, според мене, да важат снимките, снимањето, снимките, видео снимките, аудио снимките или било каде, а за други и тоа да биде процесуирано понатаму во прекршачно, во кривично и во било каква постапка, а во друг случај некаде, например, каде што тоа јавноста не ја задире, нели, добро, да биде кривично дело прекршок, например, или против лицето. Значи, тука мора малце законодавецот да направи разлика помеѓу тоа што смее, што не смее. И јас сметам дека не може секој граѓанин да си земе со право и да снима полициски службеник, а и да го објавува на социјалните мрежи, а за сето тоа да нема никаква одговорност. Значи, пак ќе кажам, значи, јас сметам дека полициската работа е таква осетлива, каде што мораме да обрнеме внимание во понатамошното делување. Значи, мораме, како што кажав претходно, моралот, желбата за работење, што во голем делот на работниците е, можем да кажем, изгубена, или со помал интензитет мора да направиме нешто затоа што, како што кажавте, полицијата е клучот на таа најголемата институција и од неја зависи клучните работи и функции во работењето на државата, функционирањето на државата. Имате ли јавувања во периодов за проблеми со кои се сочуваат вработените во полицијата во рамки на сега обезбедувањето на полицискиот час, бидејќи практично состапување на полицискиот час кој сега е од 19 до 5 во различни периоди е различен? Имаме секојдневно, пример, полициската статистика покажува по 50 на случаи од прилика во цела република дека дневно или ноќно не го почитувале тој полициски час. Се соочуваат ли со зголемен обем на агресивност, се соочуваат ли со други проблеми кои беа непознати во периодот, да речеме, на мирновременски услови? Има ли нешто карактеристично што сега како членови, како синдикат ви се пријавува, го регистрирате, дали нова форма на криминал, дали форма на агресивно однесување ноќе, бидејќи гледам по статистиките од 50-60 луѓе кои се затекнати по улици, обично по 40-50 се приведувани и по станици. Колку е ризикот за полицијата во тој ноќен период кога на улица е само полицијата и војската? Па добро,
можеме да кажеме дека полициски службени конкретно во овој период моментално каде што настапува нели полицискиот час, значи воопшто никогаш барем како што сум ја запознат не постапува сам. Значи секогаш е во група на минимум двајца, односно повеќе, како што знам јас има патроли повеќе во што се состојат повеќе од скоро четворица. И сметам дека во конкретниот случај сите полициски службеници како до сега си ја работата она што им е дозволува нели законот за полиција. Значи голема благодарност до веќе министерот, дополнителниот министер, сите институции скоро ностоп разбор денеска ќе се правил некој спот за благодарност нели на полициските службеници затоа што добро се справуваат моментално со целиот овој период и со кризата, така да во поглед на справување на полициски службеници со кризата и со полицискиот час, јас сметам дека сите полициски службеници си ја сработија работата како што треба, најпрофесионално, најдобро постапува согласно правилата што ги носи Министерството и Бирото за јавна безбедност, така да ја сметам дека тука нема некаков проблем и се е на највисоко ниво. Господин Куцевски, терминот и за ова вечерно издание полека изминува. Ние сме при крај на емисијава. Доаѓате како синдикат во релативно вака турбулентно време, во вонредна состојба нели се формирате. Ве држи ли оптимизам дека синдикалното движење има простор за сериозна работа и дека може да ги промени работите, ако не од корен, барем да ги поттурне да не останат на мртва точка? Во на што е ваша надлежност и ваша заложба? Јасно. Значи, убаво прашање, значи искрено јас ќе бидам презадоволен како председател на Синдикат на полиција во Македонија ако направиме од професијата полицаец една професија каде што ќе биде вреднувана во самото општество, посебно во нашата држава Република Македонија. Значи, ние знаеме каков е товарот моментално на полициските службеници кои се натерани изминатиот период. Како што кажав, пријаска сакам да искажам големата благодарност на сите тие колеги кои што учествуваа во справувањето на кризата. Јас сметам дека заедно сите ќе направиме професијата полицаец најпрвен да биде соодветно платена и правично платена, професија која ќе се цени за тоа работникот кој што работел, а не поради политичката определба, и да ја вратиме вербата и во свеста на вработените дека не е се изгубено и дека сето тоа ќе се подобри. Има ли интерес, еве, уште пред крај на емисијата, свесни сме дека во периодов млади полицајци се примија, колку е интересна, бидејќи последниве години голем број на полицајци влегува во полицијата? Па професијата, често да бидеш полицаец е многу голема оврска, голема чест за секого, затоа што и гледате дека Значи, се надевам дека овие млади сили кои доаѓаат овакво ќе бидат и дел од вашиот синдикат, ако ова што вечерва го зборувавме го успеете да го направите во рамките на МВР, ќе бидете запаметени како некој кој сериозно се грижи за правата и должностите, она што произлегува од закони, од колективни договори. Се надевам дека ќе имаме прилика да зборуваме за резултати. Ова е дел од вечерашното издание, на што не е јасно. Мој вечерашен гостин беше Орце Куцевски од новиот синдикат кој се формира во рамки на полицијата, трет поред, со бројка од над 10.000 вработени во полицијата, можеби ќе решат дел од проблемите. Со мене се гледаме утре вечер повторно, каде што ќе зборуваме за одлуките на Уставниот суд. Овој пат Уставниот суд на дневен ред утре ја има за оценка во вонредната состојба, односно решението што го донесе председателот на државата Стево Пендаровски, но станува збор за тоа прво решение за кое Уставниот суд веројатно ќе се прогласи дека не е надлежен, односно таа времена мерка веќе е истечена и е безпредметна. Меѓутоа има интересна иницијатива за судијата Осман Кадриу, кој најавува низ медиумите дека ќе побара да се врати парламентот затоа што не било остварена целта, а тоа било не биле одржани изборите на 12 април. Јас во литературата не сум сретнал ваков пример, веројатно не ми е познат по кој устав и по кој член судијата тоа ќе го предложи утре.
Меѓутоа, ќе ги подсетам судиите дека имаат решение од 2016 година со број 9 од таа година, кое ќе биде интересно за да се види како тоа мнозинство, кој денеска е мнозинство во судот, ќе реагира на неговата иницијатива. Утре зборуваме за аспектите на правната и вонредна состојба и одлуките на Уставниот суд. Следуваат вестите и другата програма на Алфа. Од мене, пријатно до утре.